Добар ден, почитувани, стартува најновата Телма амбуланта. Многу луѓе сметат дека болката во увото е карактеристична за детска возраст. Меѓутоа, оваа здравствена тегоба може да се јави и кај возрастните лица. Што доведува до болка во увото? Кои најчесто причини стојат зад овој проблем? Точно ли е дека оваа болка е многу силна и што да се преземе во тие моменти за увото да се обезболи? На тема болка во уво денеска разговараме со доктор Сања Николова, специјалист оториноларинголог. Разговорот ќе го проследите во рекламниот блок. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за болката во увото. Зошто се јавува и на каков начин да се справиме кога ќе почувствуваме силна непријатност во увото? Гостинка во студиото ни е доктор Сања Николова, оториноларинголог од Здравствениот дом Железничар. Докторке, добри ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Секогаш со задоволство на ваков професионалец ви морам да му одговорам. Болката во увото понекогаш може да се јави ненадејно или пак подолг временски период да ја чувствуваме. Сега има различни причини кои што доведуваат до една ваква здравствена стегоба и ќе ги разгледаме причините, а потоа една по една ќе ги дискутираме. Значи, најчести причини за појава на болката во увото се инфекциите, алергијата, настинката, воспалението, повредите, пливачкото уво, проблемите со синусите, проблемите со забите, гласните звуци, ушната маст. Навистина има многу причини кои што можат, докторке, да доведат до проблем со увото. Еве да започнеме од она што е најчесто, инфекциите. Дали кога ќе се работи за некоја бактериска инфекција или пак вирусна инфекција, болката ќе биде многу силна или пак не? Значи вака, прво да им објасниме на пациентите дека увото се состои од 3 дела. Имаме надворешно уво, кое што е всушност ушната школка и ушното каналче, потоа средното уво и внатрешното уво. Средното уво се наоѓаат слушните ковчиња и има комуникација со носот. Додека внатрешното уво ни служи од 2 дела е составено, едно за одржување на рамнотежата, а друго е за примањето на звукот и понатаму преку заедничкиот нервус вестибулокохлеарис се пренесува звукот до центрите во мозокот. Секој дел од увото може да биде воспален. Значи имаме воспаление на надворешно уво, воспаление на средно уво, дури и лабиринтитис, односно воспаление на внатрешното уво. Така да секој дел од овој слушни орган во колку е воспален ќе си даде специфични симптоми. Меѓутоа, најсилните болки се јавуваат кога имаме воспаление на надворешниот ушен канал. Тогаш болката е најсилна, бидејќи настанува оток на кожата во надворешниот ушен канал, а тука нервните завршетоци се многу блиску до коската и затоа болката е најсилна. На скала од 1 до 10, колку може да биде силна оваа болка? Многу индивидуално. Значи, некој е почувствителен на болка, па вика дека е ваква болка не почувствувал во животот, а некој па нема толку да се Значи имаме сите различен праг на болка. Секој различен праг на болка и секој различно ќе протолкува болката во однос на јачината. Велат обично дека навистина е силна оваа болка и дека трае интензивно долг период. Од што зависи колку време ќе трае болката, докторке? Значи, по колку започнеме со терапијата на време и болката порано ќе се стабилизира. Значи, се зависи од на време на диагноза и на време на терапија. Еден од најчестите проблеми е отитисот. Отитисот, дали е поврзан со некаква инфекција, бактериска или пак вирусна? Значи, самото име отитис подразбира воспаление. Значи, постојат 2 типа. Отитис екстерна, односно воспаление на надворешниот канал, отитис медија, односно на средното уво. Надворешниот ушен канал, најчесто воспаленијата ги гледаме во летниот период, бидејќи тогаш луѓето најчесто се капат во базени, во мориња, езера, а додека воспаленијата на средното уво ги гледаме преку цела година, меѓутоа најчести се во есен, зима и пролет.
Значи, два типа на ширење на инфекција имаме и затоа имаме различни инфекции. Каналчето кога ни е воспалено, значи директно предизвикувачот навлекува во каналчето од надворешната средина. Додека кога имаме воспаление на средното уво, во тој случај инфекцијата не е предизвикана од надворешен фактор, во смисол чепкање на увото и така натаму, туку инфекцијата има еден пат на ширење од грлото, носот, па преку слушната туба влегува во средното уво. И затоа при инфекциите во средното уво, болката не е толку изразена и се почести во детската возраст. Иако во возрастните сега имавме после омикрон сојот, што беше на COVID-19, на корона, имавме многу често инфекции на средно уво во повозрастната популација, што е многу ретко. Почесто ни се воспаленијата на средното уво во детската возраст. И затоа и постои некој убедување дека всушност болката во уво најчесто се јавува во детска возраст, а зошто е толку честа во детска возраст? Еве споменавте дека многу поретко кај возрастните се јавува отитис. Причината е многу слојна, да речам. Прво, дечињата стекнуваат имунитет со прележувањето на различни инфекции и бактерии. Така да кај децата е сосема нормално 8 до 10 пати да имаат горно-респираторна инфекција во текот на една година. Што значи тие многу почесто настинуваат, многу почесто доаѓаат во контакт со другарчињата, нели, во дружбата си ги шират полесно инфекциите, меѓутоа и доаѓа до зреење на имунолошкиот систем, зреење на имунолошкиот одговор. Така да тие почести инфекции на грлото и носот се и причина за почести инфекции на средното уво како еден орган од горниот респираторен тракт. Исто така, друга причина е што слушната туба кај дечињата е многу кратка и хоризонтално поставена. Секогаш инфекцијата многу лесно од едно носе, од воспалени носни кавуми, лесно инфекцијата се пренесува во средното уво. Некои деца веднаш што ќе им се запне носот, се жалат и на увцето. Така. Еве тоа е објаснувањето. Од друга страна има повелете. Дечињата имаат и аденоидна вегетација, во народот познат како трет крајник. Значи тој е тука во средината помеѓу двете слушни туби и инфекцијата кога е залепена за третиот крајник, аденоидната вегетација, многу лесно се шири во ушињата. Може би ово објаснува зошто некои деца никогаш нема да добијат отитис, односно воспаление на средното уво, а кај некој проблемот ќе се повторува. Така е. Има ли често кај вас дечиња кои што страдаат редовно од отитисот, болка во увото? Значи, има некои дечиња кои што многу често добиваат отит, а има некои дечиња кои што еднаш во животот и толку. Значи, пак постои некој склоност, како да речам, како слаба точка да име увото. Зависи од анатомските конфигурации, нели како се поставени тубите, големината на носето, големината на назофарингсот, што велиме она што е задниот дел од носот, каде што е сместен третиот крајник. Значи, многу фактори влијаат, некои се полесно, како да речам, полесно болежливи, некои се па поотпорни. Зависи се и од имунолошката состојба на детскиот организам. А дали симптомите на отитис кај децата се слични со симптомите што ги имаат возрастните? Секако, исти се симптомите, меѓутоа кај децата, например, кај едно детенце кое што е бебе и кое добива воспаление на средното уво, секое голтање, кога бебето се дои, кај ова бебе предизвикува болка во ушето. Значи, бебето одбива храна, при тоа му е затнато носето, значи не може да дише, значи мора да се одвои од градата за да земе воздух преку устата. И гледајте колку тој процес, значи на исхрана кај едно мало бебе е нарушен, додека кај возрастниот ќе стави капки во нос, нели некако ќе функционира. Ќе се напие аналгетик, значи ќе намали болката,
а бебето не знае да каже што му е. Значи бебето ќе плаче, ќе биде вознемирено, ќе одбива храна, значи ќе одбива, мајката ќе рече многу малку, можам да го надојам. Се трга од градата. Значи веќе сето тоа може да има покачена температура, може да нема. Значи сето тоа може да ни даде некој знак дека детето можеби има инфекција на ушето. Има ли некој тест со кој што може да се провери во домашни услови дали детето има проблем со увцето, дали бебето има проблем? Да речеме ќе реагира ли на притисок на увото или доколку се допре ушната школка? Ако се повлече. Обично ќе дојдат и ќе речат ќе го притиснеме на трагусот, односно делот од ушната школка напред, и бебето реагира, значи има воспалено уво. Меѓутоа, не е тоа сигурен знак дека имаме воспаление на уво. Кога имаме воспалено надворешно уво, бидејќи настанува оток на каналчето, надворешниот слушен канал, во тој случај било кое допирање на ушната школка е многу болно. Значи, само да го допрете увото е многу болно. Така да тоа, во колку станува збор, значи за воспаление на надворешно уво, допирањето на ушната школка ќе ни биде знак дека имаме инфекција, меѓутоа дури и движењето на зглобот од вилицата го помрднува увото, се јавува силна болка. А дали болката во уво, која што е пропратена со покачена телесна температура, е сигурен знак за инфекција? Болка во уво со покачена температура не мора да значи дека е инфекција. Во смисол, може само да имаме затнат нос и при секое голтање, прозевање, може да ни даде болка во увото, но не значи дека воспалението е пренесено и на средното уво. Аха, значи може да, како рефлексија да се чувствува таа болка? Може да се случува како рефлексна болка, значи од воспалено грло, кај една вирусна настинка, може да биде и бактериска, да речам еден тонзилит, односно гнојна ангина. Значи јака болка имаат во крајниците при секое голтање. Болката ја чувствуваат во увото. Не дека увото е воспалено, но рефлексна е болката од грлото. На оториноларинголошки преглед претпоставувам дека тоа може добро да се може види. Со една отоскопија ние заклучуваме дека тимпаналната мембрана ние со нормален изглед, значи нема хиперемија, и заклучуваме дека сушност болката е рефлектирачка од воспаленото грло. Доколку процените дека има некакво воспаление на увото, можете ли со сигурност да потврдите дека се работи за бактериска инфекција или не? Секако до 2 годишна возраст ние секое воспаление на уво мора да биде третирано антибиотски. Значи тоа се протоколите светски, бидејќи увото може да ни даде сериозни компликации во таа детска возраст. Друго, над 2 годишна возраст, значи доста често и вирусните инфекции можат да ни дадат воспаление на средното уво. Многу емпириски постапуваме во однос на примената на терапијата кај овие воспаленија на средно уво и во разграничувањето дали станува збор за една вирусна или бактериска инфекција. Кај вирусните инфекции промената на мембраната не е толку јасно изразена, лесно хиперемична, велиме, розеникава мембрана, за разлика од бактериските инфекции, кога имаме јака хиперемија, дури велиме и бомбирана мембрана. Односно, таа е толку испакната што во секој момент може да пукне и да излезе гнојниот секрет во надворешниот ушен канал, па ќе речат го болеше увото, протече гној и престана детето да се жали на болка. Всушност, самиот процес на протекување на гнојната содржина кај детето го намалува притисокот што го прави гнојот во средното уво и болката му се намалува. Така да не сме секогаш сигурни дали станува збор за вирусна или за бактериска инфекција.
Меѓутоа, другите општи параметри, ако детето редовно јаде, значи учествува во секаква активност, има благо покачена температура, затнато носе, со другите симптоми можеме да заклучиме дека детето има вирусна инфекција. Меѓутоа, ако имаме сериозно покачена температура над 38,5, јако изразена болка во убото, пурулентен секрет од носот, тогаш веќе со сигурност знаеме дека станува збор за една бактериска инфекција. Затоа и над 2-годишната возраст, кога и лекарот не е сигурен дали станува збор за вирусна или за бактериска инфекција, се употребува тој метод wait and see. Значи, чекаме 48 до 72 часа. Значи 2 до 3 дена 2 се до чека. 3 дена, да видиме само со вазоконстрикторни капки во носот, да се отворат слушните туби, да се овозможи подобра комуникација на средното уво со носот, односно дренажа на тој секрет, кој што е собран во средното уво. Ако тегобите попуштат, односно болката почне да се намалува, во тој случај сме сигурни дека станува збор за вирусна инфекција. Меѓутоа, во колку болките продолжат, дури и клиничката слика се влоши, мораме да ординираме антибиотик. И секако да имаме добра соработка од родителот во однос со лекувањето на детето. Има родители кои што инсистираат на антибиотик, имаме и родители кои што Не сакаат да слушнат не за тоа. сакаат да слушнат за антибиотик. Две крајности. Имаме две крајности во кои што затоа wait and see ни е одличен метод да видиме, дури ако состојбата се влошува, значи и родителот е свесен дека ќе мора да прими детето антибиотик за да му се подобри состојбата и сите компликации кои што воспалението уво може да ги даде. Кога чувствуваме болка во увото, на кој начин најлесно можеме да го обезболиме, односно да го решиме проблемот со силната болка? Најлесно со аналгетик, односно парацетамол, ибупрофен, било кој од тој тип на лекови кои што служат за намалување на болката. Додека капки во увото ние не препорачуваме. Бидејќи има капки за намалување на болката во увото, Постојат капки, меѓутоа овие капки можат да се употребат 1 до 2 дена, но не повеќе, бидејќи прават вазоконстрикција на крвните садови од тимпаналната мембрана и во колку тимпаналната мембрана остане подолго време без крвоснабдување, ќе ни настане некроза и ќе пукне самата мембрана. Што значи дека е подобро да дадеме орално аналгетик отколку да капнуваме. Меѓутоа, во исклучителни ситуации, ако е болката јака, спремно силна и неиздржлива, да, може да се стават тие капки, но предпазливо. но предпазливо и никогаш не подолго од 2 дена. Исто така, тие капки многу ја менуваат клиничката слика при прегледот. Што значи ние гледаме една бела, уредна мембрана настаната како резултат на вазоконстрикцијата на Што се крвните. стегнале всушност крвните Така садови. е. И болка има детето, а вие гледате дека мембраната е верно. се добра. Значи веќе ни ја менува и клиничката слика, така да во колку детето треба да се донесе на лекар, да не се ставаат никакви капки. Не само тие за болка, туку и други антибиотски, било какви, затоа што и тие ќе ни ја се гледаат капки, што не е јасно дали е од почнало увото некаде да мембраната како пукнатина па почнала да пушта секрет или се резултат на капките кои што се ставени од надвор. Понекогаш луѓето користат и некои домашни препарати за смирување на болката на увото. Чувар куќата е тука, нели капнуваат течност во увото ова растение, загреваат маслиново масло, па има најразлични пристапи. Што велите за тоа? Значи, Во ургентна ситуација, доколку немаат друго средство за обезболување како опција, многу често гледаме зелени мембрани од употребата на чувар куќе, капките. Меѓутоа, ние не советуваме употреба, бидејќи на крај пак завршуваат кај нас.
пациентите. Значи, еве, ставаат и чубар куќе и загреано масло, меѓутоа пак ќе дојдат на лекар бидејќи не им поминува. Кога станува збор за воспалителен процес, не може да помогнат домашните капки. А загревањето на увото? Топлењето на увото и го препорачуваме. Значи, за да се намали болката, се препорачува ставање на топло нешто на увото. Некои топли облоги. Топли облоги. Затоплено Сега марамче. има, например, марамче, топла сол, да се стопли и во марамче. Дури јас ги советувам, сварете едно јајце во марамчето, јајцето долго време ќе стои топло. Дури има и перничиња едни кои што се кршат на база на движењето на атомите, се загреваат и долго време држат топло, како специјални перничиња во аптеките се продаваат. Меѓутоа и дома едно јајце да сварите и да го држите додека е топло, многу ќе ви помогне. Дали е секогаш неопходно да се употребува и терапија за одзатнување на носот? Секако кога станува збор за воспаление на средно. Кога ни е надворешното уво воспалено, тога Нема да помогне. Нема да помогне бидејќи надворешниот слушен канал нема комуникација со носот. Додека кога ни е воспалено средното уво, и те како ни е потребно да го отвориме носот, за да може преку слушната туба да се дренира слободно секретот од средното уво. Ќе се навратим уште еднаш на причините кои што доведуваат до болка во увото. Веќе неколку пати напоменавте воспаление на надворешниот канал, а ние тука имаме ставено пливачко уво. Докторке, дали е тоа исто? Пливачко уво и воспаление на надворешен слушен канал? Истото. Ушен канал, така. Да, за истото станува збор, за истото воспаление, дека се пливачко уво кога велиме, значи се јавува кога ние пливаме, се капеме во вода, во базени, во езера, морења. И во тој случај, например, во надворешниот ушен канал постоела мала или поголема количина на ушна маст. Ке навлезе вода од базенот, од езерото, од морето и така натаму, маста ќе набабри, бидејќи ќе ја прими водата. Водата не е стерилна. Значи, во водата живеат многу микроорганизми, алги, се и се што. Веќе се создаваат едни идеални услови за нивен развиток. Во увото е топло, температура од 37 степени и еден ден, 2 дена, веќе бактериите се размножиле и веќе ќе дадат симптоми на воспалителен процес на увото. Силна е таа болка веќе како што Многу споменавте. силна, бидејќи настанува оток и воопшто некогаш вие не можете да видите дека има канал. Значи каналчето е сосема затворено. Ова често се случува кога семејствата одат на летување и потоа детето ќе почне одеднаш да се жали на болка во увото, по капењето во езеро, поретко во море велат, почесто во базени. Што со оние што тренираат во базен, а имат проблем наречен пливачко уво? Значи, Што советувате кај лицата кои што развиваат чести инфекции на надворешниот кај нив се ушен канал? советува, значи, носење на специјални тампони за ово, кои што може да се направат и бидејќи никој од нас немаме исти уши. Значи, како што отисокот од прстите е различен кај секој човек и отисокот од слушната школка е секогаш различен кај секој поединец. За овие кои што се бават со тренирање на пливањето или се бават со професионално со пливање, кај нив се препорачува да се направат специјални, значи тампони кои што ќе одговараат баш за нивното уво. Значи се зема отисок, како што се зема отисок од корисниците на слушни апарати за да се направи олива, иста таква олива ќе се направи во форма на тампон, за да може да се ги заштитат. За совршено да го затворат. За совршено да го затворат каналчето. И исто така постојат и одредени спреови, кои што и капки, значи за уво, кои што ја прават средината да не им биде пријатна, ниту на габите, ниту на бактериите, ниту на вирусите. Значи ја закиселуваат средината во увото и обично им се советува после користењето на базенот, кога ќе се вратат
дома или кај пациентите кои што често имаат проблеми со така наречено пливачко уво, да не тргнуваат на одмор без таков вид на капки или спреј, нели? После капење да стават во увото со цел да оневозможат развиток на инфекција. Со овие штитници за уши што ги споменавте, може ли возрасно лице или пак дете кое што има проблем со пливачко уво редовно да тренира на базен? Може. Тоа веќе не би представувало проблем. Бидејќи понекогаш родителите едноставно чувствуваат страф нивното дете да влезе во базен, па велат подобро да не се развие инфекција со увото, најди некој друг спорт. Значи, базените кои се користат за спортски активности, секако се добро се врши дезинфекција на тие, нели по пат на инфрацрвени зраци, јас не знам сега како новите базени, например, Борис Трајковски кога го отворија, значи беше по еден модерен тип, значи постојано таа вода се прочистува. За разлика од базените кои што се наоѓаат по хотелите или по во ресортите или базените кои што летно време се поставуваат во двор. Значи тука треба добро хлорирана вода, треба добра дезинфекција на базенот за да се спречат инфекциите. За разлика од базените кои што се за спортска активност, сигурно постојат стандарди кои што мора да ја одржуваат и таа вода секако се проверува. Дали е исправна, нели, бактериски за користење на базенот. Докторке, на второ место по инфекцијата се наоѓаат алергиите како причина за појава на болка во увото. Може да создадат и алергиите сериозно воспаление на некој од трите дела на увото? Алергијата нема да даде воспаление, меѓутоа ќе го затвори каналчето, слушната туба и при голтањето, при зевањето пробува воздух да навлезе низ слушната туба во увото за да го изедначи притисокот. Значи, на тој начин се изедначува притисокот од надворешната средина со средното уво. Например, при летање, при промена на воздушниот притисок или, например, кога вие се симнувате од планина, па кога ќе речат ми се затна увото. Тоа всушност имало некоја наснимка во носот или алергија и при голтање и зевање не можело да се изедначи притисокот надворешниот со притисокот во средното уво. И затоа може да се јави болка. Бидејќи каналот кој што треба да служи за изедначување не е затворен. И затоа се препорачува, нели, при летање со авион, иако сега сите авиони имаат добро одржување, нели, на притисокот, сепак им препорачуваме да џвакаат мастика или кога се болни, настинати, значи обавезно пред влагањето во авион да користат вазоконстрикторни капки, се со цел да биде отворен носот за да може да се врши изедначување на тој притисок. Понекогаш и при нуркање може да се јави секако болка во увото. За истиот проблем зборуваме? За истиот проблем зборуваме. Значи некогаш ние велиме како баротраума на увото. Во колку не може да се изедначи притисокот, значи зависи дали е тој намален или е зголемен. Значи истиот проблем може да се јави и при нуркањето, всушност немаме изедначување на притисокот. Дури и крварење, нели, на тапанчето, пукање на слушното тапанче, прво јака болка се јавува, значи, а потоа и сите други последици. Да ги вклучиме, докторки, гледачите со нивни прашања, почитувани од овој момент емисијата е контактна, ние преминуваме на повредите во увото. Децата понекогаш од љубопитност знаат да стават некој предмет, некој ситно предметче, ситна играчка во увото. Може ли во таков случај да дојде до повреда и до болка? Значи, дечињата, играјќи се, секакви предмети знаат да стават во увото, многу често монистри вадиме увото. Ситни малецки топчиња, како си играат девојчиња. Значи, дури децата знаат и да не кажат дека нешто ставиле во увото.
па после некое време да се жалат на болка, па кога ќе дојдат на преглед, ние да видиме дека нешто всушност има во увото и при вадењето гледаме што е тоа што го има. Меѓутоа, исто така доста често кај студенти бубици знаат да се заглават во увото, сакајќи да Препишат на тестот? Да препишат на тест, користат бубици, па тие се вадат со посебен магнет. Значи, не само што болка ќе се јави, туку и сериозни повреди можат да настанат на увото, ставајќи различни предмети во увото. И ја споминавте веќе на ушна маст, која што некогаш се излачува во поголеми количини и употребуваме најчесто стапчиња за уши за да ја отстраниме. Дали на ваков начин можеме да предизвикаме некаква повреда во увото? Затоа што велат никако немој стапчето да го внесеш многу длабоко во увото или пак воопшто немој да ги користиш. Но сепак повеќето од нас одржуваат хигиена на таков начин Так, ушите. значи, ние не препорачуваме употреба на стапчиња за уши. Прво, затоа што со стапчињата не можат да ја отстранат ушната маст, туку само подлабоко ја буткаат кон тимпаналната мембрана. И уште една работа, чистејќи го на тој начин ушниот канал, вие му го тргате на увото природниот пат на заштита, односно ушната маст не е таму за џабе. Значи ушната маст има некоја функција. Значи го подмачкува слушниот канал, исто така во себе содржи соодветни материи кои што го спречуваат развојот на овие патогени микроорганизми за нивно размножување. Така да вие постојано вадејќи ја ушната маст го предизвикувате увото да лачи нова. И колку повеќе чистите увото, повеќе ќе лачи маст. Значи контраефект постигнуваме. Контраефект постигнувате, треба да се чисти само со пешкирче, значи тоа што ќе излезе од увото надвор. Во надвор од каналчето. Инаку многу чести ни се повредите со уштри стапчиња за уши. Или пак ќе ги чепкаат ушите со стапче, па памукот ќе остане во увото. А повредите случајно се значи го чистел увото, некој поминал го чукнал во раката или случајно ми лизна раката навнатре и го повредуваат не само каналчето, туку и тимпаналната мембрана. И тогаш ќе се јави, претпоставувам, некаква болка. Секако. Имаме гледачи на линија, ќе ги вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Здраво, поздрав докторката. Благодарам. И до вас исто. Ви благодарам. Вака, јас проблем со увото имав пред 6 години. Немав проблем, туку имав како испакната коска за дубото, дари од черепот, или некој проблем имав. Бев на рентген, немаше ништо пред 6 години. Бев во Скопје во државна, значи се снимаше и носот натре со камера, и ушеина, бев исто така и на Доплер, се снимаше и тоа, беше се уредно. Тогаш ми препишае само билобил и витамини. Пред 3 дена исто така, таа коска си стои така испакната, проблем немав ништо. 7 години си седи. Пред 3 дена, под таа коска како што седи испакната за дубото, се појави уште една испакнатина. Таа на допир е чувствителна. Бев на доктор, ми се направив пак рентген и на рентгенот излезе дека имам мастоид. Така, па сега ви интересира некаков совет, некоја насока што треба да се направи понатаму. Да, ми препиша антибиотик, сев потек, исто така спреј за нос, флексоназе, капки за очи кои треба да ги ставам во уво. Прашањето ми е од што тоа дојде и дари ако не се среди со антибиотик, дари некаква операција треба да се прави. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Каков совет би дале? Значи, вака мастоиди имаме сите. Процесус мастоидеус е дел од увото. Меѓутоа, што е видено на тој продолжеток, дали е виден промени во мастоидот, а инаку сите ние го имаме, мора преглед да се Тоа направи. не може по телефон, вака? Не може по телефон.
И сега, дали станува, бидејќи кажа пациентката дека е болно на палпаци. Може би е само лимфно жлездичка која што се појавила поради некако воспалителен процес. Меѓутоа, мастоидит, односно воспаление на мастоидниот продолжеток од убото е сериозна компликација која што оди со една многу јако изразена клиничка слика. Така да мастоидит, не верувам кај пациентката дека станува збор, бидејќи тоа ќе оди со една гнојна пурулентна секреција од убото, со температура, со намален слух, со општо променета, општа состојба кај пациентот, тоа веќе спаѓа воспаление, значи на коската од убото, на шуплините од коската од убото, и веќе е сериозна компликација на едно воспалено уво, на еден отит, на средното уво воспаление, представува сериозна компликација. Така да, мастоид и мастоидит се две различни значења и состојби. Така да, мастоид имаме сите, меѓутоа мастоидит значи воспаление на мастоидниот продолжеток. Така да, најубаво е пациентката, нели, да се јави кај оториноларинголог, за да може да кажат зашто станува збор. Значи уште еден преглед да направи вашиот совет. Секако, сега не знам која прегледал, дали матичниот лекар, па заклучил дека потребен е антибиотик, меѓутоа ако не се повлекува таа состојба, треба да се јави кај специјалист за увоносикар. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден, поздрав до студиото. Благодарам. Посебно за доктор Сања. Јас сум нејзин пациент. Внимателно ве слушав цело време и сакам две работи да прашам, тоест да се консултирам. Околу церуменот и предивиње на море, да речеме, нели човек плива и сега сватив дека доколку има церумен, ако влезе вода, тоа ќе се прошири и може да направи некој проблем. Прашањето ми е дали пред идење на одмор е паметно да се дојде кај вас и да се исчисти увото, и дали пред доаѓање да се исчисти увото е паметно да се стават парафин капки или откако ќе не прегледате. И второто прашање, што е причината за залепеното тапанче, кое што мене ми е диагностицирано? Како тапанче рековте, се извинувам? Залепеното тапанче. Залепено. Да не е повлечено. Па докторката ќе знае зашто зборувам. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Вака, пациентите кои што имаат често проблем со церумен, веќе си знаат да си посетат, нели, да дојдат на испирање на ушите, да се извади тој церумен пред да одат на летување. Значи, тој што има, видете, има мрсна кожа која што се склони кон создавање на вакви церуминозни чепови. И пациентите кои што си го имаат тој проблем, знаат да си дојдат пред да одат на летување, да се отстрани, за да не дојде до воспалителен процес. Значи, попаметно е да дојдат пред да одат на одмор, отколку да им биде расипан одморот, откако ќе стасат со болки. Парафински исто така, кај пациентите кои што често доаѓаат имаат проблем, значи со ушната маса, на ушите, да, така. ги советуваме пред да дојдат да стават неколку дена парафинско масло, за да може да се размекне чепот, за да можеме ние полесно да го отстраним. Значи, тој што редовно доаѓа еднаш годишно на чистење на ушите, треба пред да дојде да си употребува маслени капки, за да може да го размекне чепот, за полесно да го отстраниме. Инаку, во однос на пациентот што праша, се мисли дека има ретрахирано, односно вовлечено тапанче. Тоа значи дека оваа слушна туба не функционира добро, односно се создава како вакуум и го влече према носот тапанчето внатре. Тоа е најчестата причина, значи се јавува кај пациенти кои што имаат чести проблеми со носот. Значи алергиски ринити, назална полипоза, односно полипи во носот, чести риносинузити. Значи, кај овие пациенти или
кои што имаат одредени анатомски промени во носот, односно крива носна преграда. Па настанува компензаторно зголемување на носните школки. Значи, сите тие имаат проблем со изедначувањето на притисокот. Односно, при голтање тешко навлегува воздух за да може да го изедначи притисокот и се создава како вакуум, кој што вакуум нормално го влече увото, ушната мембрана према носот, према навнатре. И затоа нели ги советуваме да имаат прооден нос, значи во зависност од типот на проблемот треба да се одржува и прооден носот. Во колку имаме деформитет, тој случај капките не можат да помогнат, ќе ни треба оперативен третман. А во колку станува збор, значи за едематозна отечена легавица поради алергиски проблеми, во тој случај нели се употребуваат интраназални кортикостероиди подолго време за да може да се намали тој оток, за да се подобри проодноста нос-уво. Каналот да биде отворен. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до вас. Ви Имам благодарам. едно прашање до докторката. Ова ми се деси пред едно, скоро може да има и 10 години, трето. И толку ми беше лошо, една недела не сум могал од кревет да станам. Несвес беше у несвес и не можеше да се кренам никако од кревет. Тој трето. И дори бев по болница, лежав 10 дена и таму. И сега сакам, прашањето ми е дали тоа, некој вика, дали може да се повторе пак, оти многу имам лошо искуство со тоа. Така, внатрешното. Толку е лошо тоа, тоа е неверојатно. До сега нема животот толку проблеми е видено со тоа трето уво, кога вика таму. Сега ќе појасни. Сакам прашањето дали може да се понови пак или или не. Дали може не. се повтори, бидејќи сте поминале лошо, нормално е сега да сте загрижен. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Се работи всушност за внатрешното уво. Да. Значи, внатрешното уво е одговорно за одржувањето на рамнотежата. Сега. Може би кај пациентот постоела една болест што се означува како Мениер, морбус Мениер, болест на Мениер, во кој што настанува значи зголемување на притисокот на таа ендолимфа, односно тоа уво, внатрешно уво е исполнето со течност. И во колку течноста е зголемена во тоа уво, ги дава сите симптоми на Мениер. Што значи тоа? Значи имате една страшна вртоглавица која е пропратена со гадење, повраќање, ладна пот, бледило. Значи пациентот не може да стане од кревет, буквално. Секоја промена на положба на главата дава такви напади на вртоглавица што буквално нели пациентот кажа дека е хоспитализиран за да може да се намали. Значи искуството е секако страшно. Меѓутоа, постои уште една состојба која што се означува како невритис, односно неврит на нервус статоакустикус, односно разликата помеѓу овие два ентитети е кај морбус Мениер пациентите чувствуваат и намален слух. Пациентите ќе кажат дека увото го чувствувам како полно. Тежина имам во увото и ако направите испитување на слухот, ќе видите намален слух. За разлика кај невритот, во кој што слухот е сочуван, бидејќи не станува зголемена концентрација на течност, односно не притисок нема, туку имаме најчесто после едни вирусни инфекции. Сте виделе сигурно пациент кој што имал пареза на нервус фациалис. Так, кога не може искривен едната страна на лицето. Ова се случува на овој нерв сега што споменавте. Овој нерв, односно од вирусна инфекција, од непозната етиологија, значи станува промена неврит, велиме, воспалителен едематозна промена на самиот нерв. И тука веќе немаме симптоми со исти се симптомите на невритот, но нема намален слух. Сега, кај морбус Мениер можат да се јават повторувања. повторувачки напади.
Секој напад на мениер, слухот го намалува. Како се повторуваат нападите, слухот само станува послаб и послаб и спонтано ќе се излекува пациентот кога ќе оглуви увото. Значи, дури намерно, ние медикаментозно го оглувуваме увото со средства кои што се ототоксични, само за да овие пациенти кои што страдаат од морбус мениер, во сушност да го направите увото глуво, за да не може повторно да се добие повторуваат мениер. овие епизоди. За разлика од кај невритот, кој што може да се случи еднаш во животот и никогаш повеќе. Доктор, ке немаме време веќе. Јас имав уште многу прашања поврзани со причините за болка во увото, само со две реченици. Доколку имаме проблем со зъбите, може да чувствуваме болка во увото? Може. Исто така рефлексна болка. Тоа е рефлексна, а поради силен звук, излезени сме отишле на некоја забава, на некоја свадба, прегласна музика, може потоа да почувствуваме болка во увото? Може. Значи, ние имаме најмал мускул во телото, мускулус стапедиус, милиметар. Тој ни служи за контракција и го викаме стапес рефлекс. Дури го испитуваме на тимпанометрија, кој што го заштитува увото од многу јаки звуци. Самата контракција на мускулот, односно рефлексот што се појавува, може да доведе до болка. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за сите убави појаснувања на оваа тема. Ви благодарам на поканата и се гледаме во повторно, прилика. секако. Ви благодарам што одвоивте простор да бидете дел од оваа емисија. Почитувани доктор Сања Николова, оториноларинголог во Здравствен дом Железничар, беше гостинка во денешната емисија. Ви посакувам пријатен ден.